Поштовани пријатели, добро вечер, добродојдовте на каналот Доверливо со Насер Селмани. Вечерва ќе разговараме за безбедноста на сообраќајот Safe City, а за тоа сме нашле и соодветен соговорник. Нашиот гостин е Агрон Сулеман. Добро вечер, благодарам што прифативте разговор за... Добро вечер, поздрав до сите што не следат. Која е состојбата, со каква состојба се соочуваме ние во сообраќајот и воопшто безбедноста на сообраќајот во земјата? Па да почнеме од состојбите во сообраќајот, какви ни се воопшто состојбите. Не треба многу човек да биде аналитичен за да констатира дека состојбите во сообраќајот се најблагоречено катастрофални. Значи, имаме закршени улици, имаме лоша безбедност во сообраќајот, имаме неадекватна инфраструктура и така натаму и така натаму. Значи, во таа област се соочуваме со огромни проблеми. Што е уште полошо, тие проблеми од ден на ден само се множат. Еве, владата предложи измени на пакет на закони од сферата на безбедноста на сообраќајот, така наречен Safe City. Дали овие измени ги адресираат тие прашања за кои вие... Па најпрвен би констатирал дека целата имплементација на системот Safe City се одвива некако забрзано. За мене нејасно зашто се тие тајминзи поставени и од кого, како. Меѓутоа имавме најпрви најава тој систем да е започнат многу порано, пред неколку години, поставувањето на камерите, кои се користеа за некои други намени, за општата безбедност, не на сообраќајот, него општата безбедност на градот. И сега имаме одеднашка забрзана имплементација, забрзано монтирање на тие камери, па имавме најава дека пробно ќе бидат поставени таму почеток на декември, па ќе се стартува од 1 јануар, тоа не се случи, па потоа имавме едно пречекорување на редот на нештата, да се тестираат камерите, па се одложи тоа за 1 февруар, додека се обезбеди некаква политичка одлука, можност за политичка одлука, за која требаше да се сменат некои закони и да во парламентот гласаат 2/3 од парламентарците. И сега сето тоа го гледаме, еве ќе почне за некој ден, значи од 1 февруар е закажан почетокот, значи ќе почне со казнување. Системот веќе пробно е испитан, функционира, така велат надлежните, па ќе видиме како ќе се одвива. Дали ваква област за која треба стручњаци да подготвуваат измени, дали можат пратеници кои што и не мора да ги познаат овие работи, да се јавуваат како предлагачи на законите? За жал, ние сме сведоци дека во парламентот се одлучуваат за многу стручни прашања. Значи, парламентарците, не велам дека тие се нестручни. Меѓутоа, за секоја област, една група на луѓе не може да биде специализирана. Не може да бидат тие стручни и од областа на науката, на здравството, на другите области, па сега да речеме и на безбедноста. Дали се користени стручни екипи, стручно знаење, мене не ми е познато. Меѓутоа, вака во јавност тоа не излезе, така да малце сум скептичен околу... Имате информации дали воопшто е консултирана светската стручната јавност, затоа што ја колку што знам немаше ни дебата за ова? Немам точни информации, прецизни информации, тие не може да се добијат. И дали се користени, до мене не е стигната таква информација. Значи, иако се бавам интензивно со пратење на областа, до таква информација немам дојдено кој и како го подготвувало. Ама јасно е дека јавна дебата немаше? Јавна дебата немаше. Пак ќе се оградам, може би негде нешто се одржало под превезот на таа јавна дебата, меѓутоа јавно тоа не беше објавено никаде. Еве да почнеме
да го разглаваме целиот систем. Кои се клучните фактори што влијаат на безбедноста во сообраќајот? Вака, пред да дојдеме до тоа прашање, јас само би сакал малце накратко техничкиот аспект да го разгледаме на поставениот систем, технологијата која е употребена. Многу тешко се доаѓа најпред до тие информации, меѓутоа мене што ми е тоа достапно како релевантна информација дека камерите се набавени од Италија, од италијански производител, и дека се способни да снимаат само таблички. Значи, тие можат да детектираат само алфанумерички знаци, односно да ги снимаат само таблиците. Веднаш да кажам да некои, пошто кружеа разни информации во јавноста... Ама имаше информации дека и лице, ке се гледа и лицето? Не е точно. Овој софтвер и овие камери тоа не можат да го направат. Значи, само таблиците, само алфанумерички знаци можат. Таков е софтверот, такви се камерите. За face recognizing или препознавање на лице, тоа е некоја друга сосем технологија, други се камерите, друг е софтверот. Значи, овој систем тоа не го поседува, така да дека ќе има некои слики компрометирачки можеби, нема да има, единствено ќе има слика од возило, кај што не се гледа ништо друго, освен табличката на возилото. Тоа е една од спецификите. Сега за... Значи, тие грижи во јавноста дека може да се наруши приватноста на граѓаните? Нема да постои нешто такво. Имаше на почеток кога се развива овие системи, тоа се пред 20 на години, најпрви беа имплементирани во Германија и во Франција. Тие системи ја покажаа таа слабост и веднаш беше тоа странето со тоа што совозачот на возачот никогаш не беше препознатлив. Се блур се правеше на целата таа слика, така да не се гледаше воопшто дали има совозач, така да околу тоа расчистена е и технолошки, и морално, и етички тоа прашање. Кај нас не постои можност. Оваа технологија која се користи во Safe City, тоа го не го може. Еве, уште еднаш, кои се клучните фактори на кои влијаат на безбедноста на сообраќајот? Значи, вака, со полициската терминологија, ако се водиме, ова се технички помагала на полицијата. Тоа значи дека во јавност не можат да одат техничките спецификации на употребената опрема. И тука тоа е малце, така да речам, неиздржано. Да се водеше овој систем транспарентно, отворено, јавно, ќе знаевме кои се камерите, каква е технологијата употребена, чив е софтверот, кој го изработил софтверот, кој ќе располага со тие информации. Многу сензибилно прашање, кое допира длабоко во човековите права. Имаме прашање и за тоа, за тој дел. Да, значи целиот тој дел е под некој вел на тајност и све е тоа ставено како технички помагала на полицијата и сега тука не чепкајте, не прашувајте, не мора да се знае. А се многу сензитивни прашања кои длабоко допираат во сите аспекти. Дали овој систем се опфатно го и пристапува на решавање на проблемот? Па сеопфатно не би рекол дека го решава проблемот. Најпрвен, ајде ќе продолжам со спецификациите. Овој систем го препознава возилото. Преку возилото се допира до сопственикот. Значи, сопственикот не е познат. Него се препознава техниката и софтверот го препознава возилото. Преку возилото тогаш се пронаоѓа возачот, што сепак во една голема мерка би рекол дека отвара големи јазови меѓу и голема можност за злоупотреба на целиот систем. Еве само еден пример ќе ви кажам. Постојат компании со многу возила, да речеме со флота од 40-50, постојат такси компании, постојат рентакар компании, постојат изнајмување на други видови, веќе ги имаме и во Скопје. Ќе биде проблем за идентификација кој тие треба да се претворат во истражни органи да видат во кој момент кој човек управувал со тоа возило, а најчесто може да не биде тоа точно, и да ги сноси после последиците на некој што
направил прекршок. Во системот на безбедност на сообраќајот има три чинители, тоа е возачот, возилото и инфраструктурата, патната инфраструктура. Тоа е точно. Дали со овој проект се покрива целиот систем? Па не баш. Кој дел го Три чинители се. Ние во автомобилност е инаку Сдружение на автомобилски новинари во Македонија. Јас го водам тоа сдружение. Имаме дојдено до едни анализи кои велат дека три чинители главни кои го сочинуваат сообраќајот се возачот, односно човекот што управува со возилото, самото возило и инфраструктурата. Сега кога ќе ги овој систем кога ќе ги погледнеме вака овие три чинители, овој систем SafeCity значи допира само до субјектот, само до возачот, само до човекот. Другите два чинители, кои исто така можеме да ги образложиме малце покасно, не се допрени. Односно, возилото, самите возила. Каква е состојбата со возниот парк во Македонија? Сега, возилата и, да довршам, ќе ми дозволите, возилата и инфраструктурата, патната инфраструктура. Сега, ако го трнеме на страна SafeCity, кој да речеме под предпоставка дека го решава целиот проблем, ни остануваат два други големи чинители, два фактори кои се битни исто колку и возачот. Автомобилите, значи возилата. Возниот парк кај нас е стар негде 19,5-20 години. Во просек. Сега да говориме дека за просечни автомобили кои се 20 години стари и кои во просек значи ги има и повеќе. 80% се преку 10 години стари. А по некои европски норми работниот век на возилата, на автомобилите конкретно, е негде 12 години, за премиум брендовите е джентлменски прифатено на 15 години. Значи, ние по тие европски критериуми возиме автомобили кои се расходувани. И сега, значи дека се и небезбедни? Колку се тие безбедни? Тоа е една цела тема за која можеме да обезбедиме цела емисија, вашиот тоа секако нема да го направиме. Меѓутоа тие возила во принцип се небезбедни. Кога би имале ние проверка на тие возила, адекватна проверка, значи технички прегледи кои се на година дена, на 6 месеци, па и на 3 месеци, зависно од состојбата на возилата. Кога би имале нешто такво, кое е принципиелно, кое не е подлежно на никакви надворешни влијанија, тогаш би кажале дека безбедноста е на некое задоволително ниво. Вака ни останува само да нагаѓаме и да се молиме дека тие сопственици на тие возила дека ги одржуваат адекватно барем основните системи, а тоа се управувањето, долниот построј и сопирањето. Во каква состојба е инфраструктурата, патната инфраструктура? Значи, ќе бидам груб, меѓутоа ќе кажам дека јада и беда. Значи, навистина имаме едни од најлошо одржуваните патишта воопшто во Европа и можеме да се мериме само со некои да не навредам некого, афрички држави. Доволно е да се погледне квалитетот на асфалтот. Препуне со ударни дупки. Сигнализацијата хоризонтална, вертикална, речиси ја нема или е во некоја јадна состојба. Од друго, погледнете ги нашите автопатишта, кај што ние сме меѓу државите кај што дозволуваме највисока максимална брзина од 130 км/ч. Че тоа го има Австрија, тоа го има Италија, во Германија во принцип нема, меѓутоа повторно наоѓаат они начини да се справат со тоа. И сега при тие брзини, кои се тие автопатишта што нас ни обезбедуваат безбедност некаква, минимално? Никаква. Што е резултатот? Имаме излетал од патот некој од непознати причини. Се судриле две возила од непознати причини. Причините се познати. При најмал дожд, лош е профилот,
има ударни дупки и можни се секакви инциденти. Според ова што вие го кажувате, владата практично таргетира еден сегмент, тоа се возачите, и нормално брцајќи се во џебот на граѓаните. Дали ваквиот пристап ќе даде ефекти, ќе ја подобри безбедноста на сообраќајот? Значи, ваквиот пристап дефинитивно ќе даде ефекти и да нема забуни, јас сум за имплементација, целосна имплементација на овој систем. Меѓутоа, да биде во еден процес кој е принципиелен, кој е отворен, кој е транспарентен. Сега, за жал, ние не сме таква држава која работи по овие принципи. Имаме во минатото имплементација на разни системи, започнувајќи од едношалтерски систем, па преку мој термин, па до АКМИС системот, тој несреќен систем што во судството, па видовме со тие системи што се случи. Значи, ние и го имаме тој вроден талент, балкански, да земеме, да копираме еден убав систем и да дојдеме... Ние или тие што одлучуваат, затоа што вака испаја дека и ние си ја преземеме одговорноста, која не ни припаја. Па да, меѓутоа и ние имаме индиректна одговорност, пошто ги бираме тие луѓе. Индиректна е нашата одговорност. Они ќе кажат ќе имплементираме нешто, меѓутоа тоа не го прават. Да се вратам на системот, дали тој... Значи, јас сум 100% за имплементација во тоа што го спомнав претходно, во еден таков процес. Значи, да е отворен, да е транспарентен и да не е подлежен на тоа што највеќе нас не боли како општество, односно на корупција, на разни интервенции од типот баш во тој момент не работе овие, па да има фолдери некои со регистарски таблички, полуавтоматски е системот инаку, значи подлежен е на човечка интервенција. И кога би го исчистиле од тоа, јас сум 100% за тоа, ќе се залагам да тој систем биде имплементиран. Меѓутоа, не е тоа доволно. Еве под предпоставка дека се тоа ќе се постигне, тоа не е доволно. Затоа што не се третираат овие Затоа што овие двата други кои се барем 2/3, 66% од останатото, не се третираат воопшто. Сега, зашто? Дали најисплатливо е тоа? Доаѓаме до едно таква констатација, сакале ни или не сакале. Значи, со овој систем се казнуваат граѓаните. Не може никој да ме убеди дека во основа не е трансакцијскиот дел тука важен. Затоа што овие два други система, што ме тера на такво размислување, овие два други столба, што се инфраструктурата и возилата, допираат инфраструктурата во буџетот директно, троши пари, треба да се трошат пари за да се направи таа инфраструктура. Сакате да речете дека основниот мотив е да се наполни буџетот? Под превезот дека има превез, само да кажем, на што влијаат овие три столба? Првиот столб, инфраструктурата допира во буџетот, треба да се трошат пари. Вториот допира до гласачите. Ако вие донесете порестриктивни закони што ги има цел Балкан, кај нас може да увезете во моментот, ќе видиме со новите предлози што ќе биде, во моментот можете да увезете било какво возило. Значи 2005 е Евро 4 настанат и Евро 4 до 2005 вие можете да увезете возило. А да речеме соседните држави, Србија, Косово, Албанија, Црна Гора, Босна, тоа е сведено на 10 години старост. Не постаро од 10 години. Не постаро. Тоа ден на регистрација, ден на прва регистрација, ден на увоз. Никако постаро од 10 години нема да ви помине. И сега ние ова све го оставаме на страна и се фаќаме за делот. Ако од нешто треба да се почне, се фаќаме за овој дел. Меѓутоа, замките со кои ќе се соочиме се многу големи. Практично државата посегнува по делот каде што може и материјално да профитира, а го избегнува делот кај што државата треба да даде пари. Па ги слушаме тие изјави. Сега не сакаме да го политизираме овој дел од сообраќајот, не безбедноста, сите сме засегнати од таа безбедност. Меѓутоа, тоа станува очигледно. Значи, сите се фаќат полни усти на политичарите дека се интервенира во делот на безбедноста и дека безбедноста на граѓаните. Заради безбедноста, меѓутоа, што правиме со другите два столба? Пристапот е... Што правиме со другите два столба? Ниво најава ги нема. Ајде овој ќе го направиме.
точно, еве 1/3 сме елиминирале, луѓето не возат. Мада што и тука има доста место за дискусија, навистина доста место за дискусија, во ситуација кога улиците се пренатрупани, кај што се лази, буквално се вози 10-20, па се чека од една дестинација градска во друга, ви треба пола сат, 45 минути, понекогаш и сат време, тука нема пречекорување на брзина. Пречекорување на брзина имаме кога сообраќајниците се празни, кога се отворени, и тогаш имаме, и еве за жал ни се случува повторно, на една партизанска, да се случуваат да не гинат пешаци. Од тоа што, значи, внимавајте сега, вози човек без дозвола, вози човек дечко, вози млад, под 18 години, без дозвола, со позајмена кола, не може да е негова, со позајмена кола, удира пешак, го усмртува. Што во тоа може да помогне SafeCity? Да го фатиме човекот. Ништо друго. А тоа го имавме и порано. Не човекот, ќе го фатиме возилото. Ќе го фатиме возилото. Значи, малку со резерва би рекол во таа полна уста безбедност, што ја кажуваат политичарите, ради тоа што има многу детерминирачки фактори. Еве, например, една од дилемите, ако веќе идејата е да се зголеми безбедноста на граѓаните, како може да се таргетираат само 3 града? Дали тоа значи дека безбедноста на овие другите не е важна? Значи вака. При некои анализи покажуваат дека во некои 3 града се прават најголеми прекршувања на законите за кои загрозуваат безбедност. Ама чекајте, законите важат во цела држава. Законите важат во Овде цела секој ден повторуваат ова е унитарна држава. Па добро да еве. Ајде да се однесуваме како унитарна држава. Значи вака, јас ќе се оградам од тој политички дел, ќе се оградам, а оградата ми е, еве да речеме дека денеска баш слушам дека Охрид ќе биде исто, пак Западна Македонија. Охрид дека ќе биде покриен и дека таму се тестираат, ќе се тестираат. Едно објаснување од властите е дека нема доволно капацитети сега за сега. Ајде да бидам сега безобразен, ќе чекаат да се зашто соберат. не се одложува примена? Дозволете. Ќе чекаат да ги соберат тие пари од казните, па еве сега да бидеме малце дрски и безобразни, ќе чекаат да ги соберат тие пари, па потоа ќе ги опремат и другите градови со такви центри. Да ви кажам само, воопшто не е едноставно да се направи таа инфраструктура за следење, да се купи таа опрема и така натаму. Значи, ќе се оградам од тие политички квалификации и ќе кажам, еве почетно за најкритичните центри е направено. Но тоа е противзаконски, противуставно. Сакаш да речете дека кој води сметка овде за закон и Па за... нема да го кажам тоа, ама еве вие го кажавте дека ајде вака, колку закони паднаа на Уставен суд? Од кога постои Македонија? Многу. Значи многу. Значи И практиката на парламентот и на владата не се менува. Практиката не се менува. Они носат против уставни закони. Па ти им паѓаат, па после добро, пупу не важи, а ќе смениме Ќе биде нешто. вака и со овој закон. Има големи шанси ова да биде вака. Мене ми е стварно нејасно, кога преска спомнав дека се брза многу со имплементација, со носење на овие закони, мислев и на овој момент имаме моментално во Уставен суд поднесено иницијативи, 2 иницијативи има, едно нешто паѓа многу во очи. Тоа не би го направил правник аматер, правник од основно. Значи, што е? Законот предвидува дека прекршителот, возилото, преку возилото ќе биде и собственикот, ќе биде известен преку мобилен телефон и преку имејл. Сега, секој правник знае дека ниеден закон не обврзува никого да поседува смартфон и да има имејл адреса. Значи тие ако еден граѓанин ги нема тие елементи, сега замислете, не може да биде известен дека замислете, јас го немам тоа.
Вие го немате, има полно што ги немаат. И тој сега ќе биде санкциониран, ќе го затворат, домашен притвор ќе добие. Ма не знам што ќе му се случи затоа што не е информиран. Тоа не смее да се дозволи. Така не. Еве, ве прашувам, чисто, ја не сум експерт од оваа област, меѓутоа една работа не ми е јасна. Селективноста, например, таргетираат само неколку градови, но и ако го гледате начинот како се поставени, распоредени камерите, на едни булевари има по 3-4, на еден, на еден ни еден. Дали има некој урнек во светот, како се поставуваат, врз кои критериуми се одлучува во некоја улица, булевар да има камера, во кој да нема? Вака, кога збориме за урнеци, ние земаме урнеци од светот. Пред малку исто така спомнав дека не се прославивме со примена на тие урнеци. Не се прославивме. Овој урнек во светот постои 20 на години, е веќе напуштен. Веќе спомнам како функционира системот во Германија. Таму е малце покомплексна работата. Германците важат за најстроги, меѓутоа и најправични. Затоа ги зимам за пример. Каде е нивната строгост? Они имаат строг систем на поставување на камери и по кои принципи се поставуваат. Што значи тоа строг? Па, значи, скенирана е целата состојба, затоа и од таму почнавме ние, скенирана е целата состојба. Кои се тие делници кои се критични, таму се поставени камерите. И многу уште еден интересен момент. Например, во таа Германија, не само полицијата, туку и општинските власти можат да поставуваат камери. Поготово во зоните 30, тоа се градски зони, и каде што прекршувањето може да биде многу опасно, таму се движат многу пешаци. И тука имаат ингеренција и општинските власти да поставуваат камери и исто да поднесуваат поднесоци до судот за казнување. Сега да се вратам каков е системот таму во Германија. Има таму статички камери, како тука, блицери ги викаат. Ги има тие блицери, сите знаат кај се. И тоа има и камери што не се знаат кај се. И има трет вид на мерење за кои треба посебна дозвола од јавен обвинител, што мерат растојанија. Значи, вие со возилото сте поминали од точка А до точка Б, го мери растојанието и ви одредува сте возиле побрзо отколку што таму е дозволено. Тоа се некои посебни мерки. И имаат уште еден метод, кој сега е најнапреден. Да не ги спомнувам ласерските уреди кои ги употребуваат, па лидар системите, па сега употребуваат и GPS системи, кои многу прецизно мерат. Значи, ако вие сте таргет на некој, со тој GPS систем ќе одреди од една точка до друга со која брзина се движеле на секоја делница. Тој систем сега ние го носиме тука, го упростуваме максимално и викаме возилото ова и ова ќе биде. По кој критериум и каде се поставени тие камери, навистина јас не знам да ви кажам, предпоставувам дека е скенирана. Може ја да шпекулираме. Например, од тоа што јас се обидувам да го гледам во градот и околу градот, се копира оној стариот комунистички систем сваќање на поставување за заседи. Луѓето што повеќе да паѓаат у заседи кај што може да направат прекршоци. Например, на една улица 3 камери, пошто луѓето ќе мислат, еве ја поминав првата камера, нема веќе камери, ќе забрзуваат. Значи има и од тоа. Меѓутоа има и нешто друго што се вика фреквенција на одвивање на сообраќајот. Фреквенција на прекршоци. Ајде тука можеби да ја бараме логиката. Значи на некои локации, на некои делници имаме позачестена од некои причини, сега не навлегувам во причините. Имаме позачестено прекршување на законите. И сега што се случува? Значи има една делница права, не навлегувам таму дали е знакот 40-30 поставен правилно, неправилно. Меѓутоа е таков каков што е. Тој треба да се прати и треба да не се прекршува. Веројатно е тука на такви позиции детектирана таа состојба и поставени се камери така. Друга логика јас не гледам, а не би сакал да навлегувам во шпекулации дека
намерите се некои други. Дали овој систем вака поставен исклучува селективност во казнувањето? Например, нашите, ако некој таблички се на наши пријатели, пошто вие рековте дека е полуавтоматски, не автоматски. Полуавтоматски е систем. Како, дали во законите, во измените на законот, има решенија кои што, ни ги решаваат тие дилеми дека нивните нема да ги казнуваат, ќе ги казнуваат само овие што не им се по листите? Ако тргнеме од досегашните искуства во имплементација на разни системи и разни состојби, одма ќе кажам дека селективност постои. И тоа ова што го кажам, ја не можам да го подкрепам со факти. Селективност, огромна е опасноста за селективност. Значи има човечки фактор таму? Има човечки фактор. Еве, да речеме вака. Сите што се разбираат од информатика знаат дека може да се направи фолдер и преку тој фолдер да одат тие и тие таблички да не бидат казнувани. Може би има такви, не може би, сигурно има и такви случаи. Инаку системот има и други пропусти, технички, за техничкиот да зборам. Има и други пропусти, за селективноста, еве сега конкретно говориме, може да се случи, значи не е исклучено, човечки фактор е во прашање, а кога е човечки фактор во прашање, во комбинација со балканскиот менталитет, дава основи за сомнеш. Многу сум благ во дефиницијата, меѓутоа дава здрава една основа да се сомневаме дека селективноста ни е на прагот. Сега, ајде повторно да се навратам на искуствата од другите држави. Има случаеви, еве, ќе се навратам повторно на Германија, меѓутоа тука и Велика Британија, Ирска, Италија. Зашто реков правични се тие системи? Правични се ради тоа што човекот на домашна адреса, возачот, управувачот во тој момент, на домашна адреса добива записник кој треба да го потпише. Ако не го потпише? Ако не го потпише, оди на суд. И он е известен. Ако имате докази... А не порака на телефон, не на мејл? Не, тоа никако. Ако човекот е известен, дека е известен, правен лек е тој и тој, дека ако изгубите, ќе платите и додатни трошоци. И тој, ако продолжи да истерува своја правда, мисли дека е во право, он ќе оди. Може би не бил тој. Но и ризикува. Но и ризикува. Но и ризикува, може би техниката погрешила. Господин Сулејман, благодарам за разговорот. Молам, ако помогнавме со нешто. Почитувани гледачи, следевте разговор со господинот Агрон Сулејман, познавач на состојбите во сообраќајот. Се надевам дека дадовме придонес да се појасни идејата за воведување Safe City. Ако ви се допаѓаат вакви содржини, обавезно направете subscribe. Секако лайк, коментирајте и обавезно шерувајте за да можат вашите пријатели да секако ги следат и овие содржини кои што се важни за сите нас. Благодарам за што не следевте и пријатна вечер.